Добър ден, драги ученици! Ова е часот по физичко и здравствено образование. Јас сум наставничката Верица Љокова-Накова при Основното училиште Никола Вапцаров од Струмица и нашата денешна наставна единица е вежби во седечка и стоечка положба. Физичката активност е која било телесна активност која што ја зголемува или одржува физичката форма, општото здравје и добро состојба. Физичката активност се практикува од различни причини, меѓу кои што зајакнување на мускулите и на кардиоваскуларниот систем, подобрување на атлетските способности, губење или одржување на телесната тежина, како и поради чувството на задоволство кое што се добива како резултат на вежбањето. Честата и редовна физичка активност го подигнува имунолошкиот систем. Помага во зголемување и одржување на нивото на самодоверба. Дури може и да го подобри физичкиот изглед на една личност, кои што исто така се поврзани со повисок степен на самодоверба. Грижата за дебелина на децата е во пораст на глобално ниво, а физичката активност може да помогне да се намалат некои од последиците од дебелината кај деца и возрастни. Спортот е вреден и неопходен додаток на здравието како начин на живот кој се карактеризира со состојба на целосна физичка, ментална и социјална благосостојба. Редовната физичка или спортска активност е еден од клучните фактори за водење квалитетен и здрав живот. Кога се подготвувате да направите било каков вид на интензивна, континуирана физичка активност, многу е важно добро да се загреете. Што е интензивна физичка активност? Трчање, тренинг во теретана, јога, пилатес, аеробик, возење велосипед, пливање, кошарка, фудбал, танцување, каква било активност со поголем интензитет од седење или одење. Она што е важно е да се знае дека загревањето и истегнувањето се две сосема различни работи. Загревањето е активност кој што ја зголемува телесната температура, а со тоа и мускулната температура, а со тоа го подготвува организмот за интензивна активност. Правилното и целосно загревање и физички и психички е клучот за успешна обука. За време на самото загревање, како резултат на зголемување на телесната температура, се зголемува протокот на крв, а со тоа и до мускулите, со што се намалува можноста од повреда за време на тренингот, бидејќи мускулите се пофлексибилни. Мускулите на телото, кој што не е добро загреан, е многу подложен на повреди отколку загреаниот мускул. Нашата денешна тема на часот ни се вежбите во седечка и стоечка положба. Вежбите за телото секогаш започнуваат од главата, раце и раменски појас, половините и нозете. Еве, започнуваме со една вежба. Ставете ги стапалата паралелно во ширина на рамото. Погледнете исправени, свиткајте и подигнете ја главата нагоре, а потоа надолу со брадата кон градите. Повторете ја оваа вежба 3 пати. Потоа имаме кружно вртење на главата од напред према назад. Исто повторете ја оваа вежба 3 пати. Стапалата во ширина на рамењата, правиме кружни вртења на рамењата према напред 4 пати и према назад 4 пати.
Ставете ги стапалата расширени во ширина на рамењата, рацете испружени и дланките свртени кон таванот. Потоа, нежно завртете ги рацете наднатре. Повторете ја вежбата 3 пати. Во следната вежба, нозете се во ширина на рамењата, рацете свиткани на колковите, малку продолжете ја левата рака нагоре и свиткајте ги колковите надесно. Грбот ти е во право, убаво исправен, држете ја оваа позиција околу 2 секунди и вратете се на почетната позиција. Издишувањето е кога ќе ја истегнете раката и наведнувате. Направете го истото и од другата страна. Повторете ја вежбата 8 пати. Од почетна позиција свртете го целото тело налево и истовремено подигнете ја левата рака над главата. Издишете кога ќе ја кренете раката над главата, исправено нагоре. Вратете се назад. Направете го истото и од другата страна. Вежбата направете ја наизменично лево и десно 8 пати. Нозете расширени малку пошироко од ширината на рамото. Наизменично се превиткувате над колковите на едната страна, а потоа на другата страна. Другата рака е веднаш до ногата. Грбот е исправен. Држете ја секоја позиција 2 до 3 секунди. Издишувањето е кога ќе се свиткаме. Ова вежба повторете ја 8 пати. Нозете расширени малку пошироко од ширината на рамото и спуштете во горниот дел кон средината. Поместете во горниот дел од телото на десната нога. Држете ја позицијата. Вратете се на средината на почетна позиција, а потоа одете на левата нога. Остануваме во секоја позиција 2 до 3 секунди. Важно е рбетот да биде исправен, да не се наведнувате и свиткувате во грбот. Издишувањето е кога ќе се спуштиме до ногата. Повторете ја вежбата 4 пати во секоја насока. Од испружената позиција, од полека се спуштаме во получучната положба и се враќаме на почетна позиција. Грбот е во право или исправен. Оваа вежба ја повторуваме 6 до 8 пати. Издишувањето е кога ќе бидеме во исправена положба. Од легната положба го подигнуваме горниот дел на телото и со рацете ги допираме прстите на стапалата. Оваа вежба ја повторуваме 5 пати. Потоа, во легната положба, рацете свиткани во лактовите, шаките поставени на вратот. Имаме подигнување на горниот дел од телото, исто така 5 пати. Еве, драги ученици, тоа беа само неколку вежби на телото во седечка и стоечка положба. Поздрав и се гледаме во следна прилика.